Пасинок да отепа татка си, чита Александар Станојков. Еден богат трговец бил безчеладен и зелено сиромашко детета го посенил на место своја челад. Го гледа, го расти, се сторило 18 години момче. Жената му на трговецот била безчесна и го сторила кај детето за да ја земит за жена, чунти трговецот бил малку позастарен. Дошло редот, ќе одел трговецот со стока на Панаѓур, да го зел сина си со себе ѓоа да го учити него за трговец. Жената од трговецот ја дупнал ѓаволот и го научила детето за да му барат некоја леснина и на татка си по патот да го отепат и да останит таа со детето. Од кога чу детето тие зборови од пустата наречена мајка, си кладе збороите на ум. Тргнаа на Панаѓур да одаат и детето сегде туку му барал колајот за да го отепат. Дошле на еден извор, слегле малку да се напијат вода и да пладнуваат некој саат од горештината. Легнал татко му да преспиет малку и едно заспал, кренал еден камен та го удрил по глава и го отепал. Пошол на Панаѓур и кажал од тие рамиите ѓоа му го отепале татка му. Си дошло дома и си ја зеде мајка си за жена да се стори на сета стока стопан. До годината тргнал дојд на Панаѓур. Кога дошло до изворот, чул еден глас од местото кај што го отепал татка си вака: "Суд! Суд!" Неколку години се така слушал. Му текнало еднаш, дошол на дуовник и му кажуват на дуовникот и му викало: "Суд, суд некаде." Дуовникот му рекол ти кога ќе поминет уште еднаш да одговори детето до кога суд ќе имат. И така рекло детето кога поминало за да појдит на Панаѓур. Од кога пошло на Панаѓур детето, зело една глава од касапница од брав и ја однесло на вурна за да се испечит. Од касапница, дури до вурната, се беше текло крв по патот како река. Некои луѓе од суд беа виделе и потрага беа дошле до вурната. Кога гледаат од вурната, туку извирало крв. Отвориле вратата од вурната, кога гледаат, од тавата пребликнувало, претечувало крв. Ја изваиле главата да видат отида тече толку крв. Кога виделе човечка глава. Го закачиле вурнаџијата да кажи кој ја донесе човечката глава, тој му кажал за момчето што беше трговец дојдено на Панаѓур. А тоа момчето, бидејќи уште таму, се врткало во вурната. Беа го ватили и беа го прашале кој човек беше го отепал и си му ја клал главата в тава за да ја печит. Тој му кажувало правината, оти главата беше зел од касапница, било од брав, а не од човек. Арно, туку зборови в торба не влегуваат кога било на мегдан главата. Кога беше се расчуло по сиот Панаѓур тоа, оти едно трговче, човечка глава клало во вурна за да печит, целиот Панаѓур беше се стекол за да ја видат главата. Мнозина трговци стари што ја видоа, ја познаат и било од татка му што беа го отепале пред неколку години. Го однесле на суд и откако беа го пресудиле арно, беа го изнашле оти беше си го отепало татка си. Најпосле беше си кажало само се како што било и ја донесле мајка му, та неа и него беа и обесиле на едно ортома за да видат целиот Панаѓур. Господ забаат, ама не забораат.